Добар ден, почитувани гледачи. Влегуваме во попладневните доцни и вечерни часови на програмата на 1 ТВ, отворено студио 1. Јас сум Сашо Ордановски, секој понеделник со вас. Тоа значи дека утре ќе биде господин Чомовски, кој исто така има своја публика, своји љубители кои што секој со уживање го следат. Денешната дебатна програма ќе започнеме со еден гостик кој што ќе го најавам прво преку еден спот кој што денови веќе се врти по разни медиуми, меѓу другото и на нашата телевизија. Оффест 2019. Музика на светот. Од Велс и Сенегал, волшебниот дует на Катрин Финч и Секу Кейта. Your father dove, your mother didn't leave. Од Македонија вија Њујорк, неодоливиот Крсте Роджевски. Од Мали, виртуозот Басеко Кујанте и Нагони Ба. Од Унгарија, неприкосновените тамбураши Сондорго. Од Македонија, светски популарниот дувачки оркестар на Джамбо Агушев. Од Либан, заводливиот аудиовизуелен перформанс на Love and Revenge. Од Колумбија, психоделичните електротропикалисти Ромперајо. Од Англија, диджей сет на славниот Daddy G од Massive Attack. И од Мали, звездата на фестивалот, африканската дива Фатумата Диавара. Од 3 до 8 јуни. Оффест, 18-то издание. Така е, кога ќе се спомне джез, кога ќе се спомне светска музика, нема кој друг да би биде гостин во Македонија, освен Оливер Белпета. Оливер, добар ден, добре дошол во нашето студио. Добар ден, добра вечер, здраво. Значи, повторно за Оффест по 18-ти пат успеаш да ни донесеш од едно 4-5 континенти. Значи, од Мали до Велс, од Колумбија до Унгарија, Македонија се разбира, Англија, кого пропуштам и уште кој се не... Како ти успева да составиш овој тип на селекции во 6 вечери, од 3 до 8 јуни? Меѓу нив има неколку навистина крупни имиња, ја не сум никако специјалист за оваа музика, меѓутоа знам дека се навистина крупни имиња, меѓу другото дури и 2 вечери со музика од Мали, која е едно од водечките во светот сцени музички за овој тип на музика со која се занимава фестивалот. Па, добро, се успева благодарејќи на искуството и тоа не само искуството во 18 години со Оффест, туку и претходното со джез фестивалот 38 години, ако се сеќавате во 90-тите години имаше специјални некои афрички вечери. Па во еден момент се донесе одлука да се направи уште едно чедо, да се излече она што е World Music од джез фестивалот во некој друг термин, да се збогати конечно така наречениот културен живот во државата, и тоа е едно големо искуство, значи кое влече и со джез фестивалот, а джез фестивалите во светот беа практично клучни, кои пред 20-30 години ја промовира оваа светска музика која доаѓа од сите меридијани. Тие ја направија да биде популарна, општо прифатена, а после тоа и дури рок фестивалите направива големите светски специјални стејџови за такво нешто. Предпоставам дека годинешнава програма е направена на начин да собере се оно што е актуелно во оваа светска музика која што се одвива во светот. Сепак, која е најголемата звезда на оваа, да кажем, редица од 6 концерти, некогаш и има вечери со 2 настапи? Кейта ли е тоа? Која е најголемата звезда? Па добро, обично сите и за джез фестивалот прашуваат која е најголемата звезда, во суштина програмата се прави да е компактна, се разбира дека има некој кој е попопуларен или помалку, во секој случај се работи за апсолутно врвни имиња кои кај нас и не можат да бидат познати, и не можат
каде да се промовира нивната музика на радија и телевизии. Така да целата програма е многу компактна и со носечки фигури во светот. Ако веќе збориме за звезди, веројатно најголемата звезда е Фатумата Диавара од Мали. Ние во ист термин минатата година ја имавме една од клучните пеачки фигури и нејзин ментор беше Уму Сангаре. Меѓутоа, Фатумата Диавара е веројатно првата африканска пеачка која прерасна на ниво на голема поп и рок звезда во светот. Се разбира, прилагодувајќи ја својата музика, меѓутоа не заборавајќи ги своите корени и незините многу радикални пораки која ги носи незината музика, типични за овој условно речено жанр world music. Не знам колку знаат нашите гледачи, се разбира и јас знам релативно малку, меѓутоа знам дека Мали е центарот на светот за овој вид на музика. Мали е една огромна музичка сцена која со години, можеби со децении извезува изворедни музичари низ целиот свет. Ако ништо друго, тоа мислам дека е сепак родоначалното место на джезот во светот. Јас знам дека ти си били во Мали, меѓу другото. Родоначално е на блузот во секоја да. смисла, а Западна Африка на некој начин одигра многу важна улога, се разбира во... Каква е таа сцена на музичка во Мали? Гледаме дека малце па туку ќе се појави некоја огромна звезда од Мали. Па каква е таа сцена? Интересно е. Многу интересно да се оди таму, иако сега безбедносно Мали не е тоа што беше сигурен во кога јас бев негде 2001 година. Меѓутоа е карактеристично и за Мали, не се работи само за Мали, такви имиња сега доаѓаат и од Јужна Кореја, од Јужна Америка веќе подолго време. Сега, например, најкреативната музика од Јужна Америка доаѓа од Колумбија, не повеќе толку од Бразил. Имаме еден пример таков во програмата и сите нив, да не зборуваме за арапските земји. Имаме и од годинава и од Либан носиш. Има од Либан еден блескав проект. Во секој случај сите нив ги обединува една заедничка работа кој го прави и овој фестивал не баш типичен музички фестивал или само музички фестивал и музички настан, затоа што така наречената world music е символ, бескомпромисен символ на борбата за слободата, копнежот по слободата, борбата за човекови права од секаков вид на расна еднаквост, на религиска еднаквост, Мултикултура. Мултикултура, борбата против населието, нееднаквоста и се разбира и джезот е демократска музика, меѓутоа овде сите главни извидувачи ги карактеризира што тие носат во својата музика, особено во своите текстови, многу силни пораки за тој копнеж на слободата и за човековите права. Тоа е првата карактеристика на оваа музика која прави практично многу обединувачка во светот, спротивно на сите поделби, војни, политички дела и така натаму кои го прават нестабилен светот, особено земите во Африка и во Јужна Америка. И годинава ќе бидат главните настани во зградата на опера и балет. Па тамо кај што имаме ние, нас ни недостига концертна сала, ја нема повеќе универзална сала, немаме летна сцена, така да ќе биде во МОП и во
во Младинскиот културен центар. Ова музика просто повикува за отворен простор. Ова повикува за некакви големи тредници каде што ќе се свири, каде што луѓето ќе можат и да играат на таа музика. Не си размислувал некојаш да се тоа извади на, бидејќи е мај месец, јуни месец, веќе во Македонија релативно топло. Нема некој обид за освојување на некој простор каде што ова може да се пласира на, не знам, хиподром, не знам, некакви театарски отворени простори, или е тоа нешто што го компликува целиот настан на начин што не може да биде изведено? Па, еден од хендикепите на ОФЕСТ е што не се одржува на отворено. Меѓутоа, јас мора да кажам дека сум малку заморен со таа идеја за летна сцена која сум ја изнесувал кај сите градоначелници кои издефилира во оваа наша Македонија. Се извинувам за терминот Македонија, не кажувам Северна Македонија. Ако кажев Северна Македонија, тоа значи дека сум взел некој тендер. Ти обично веднаш кажуваат Северна Македонија. Ќе дојдеме до тендерите. Не се. Со Шилегов сте разговарале на тема? Да, разговарано е со Шилегов, исто како и со сите претходни. Има Шилегов една идеја за каде и што, која мислам дека не е баш добра. Локација, значи стариот римски водовод, малку е предалеку тоа за летна сцена. Меѓутоа, мора во Скопје да се направи една летна сцена, тоа подразбира и да има инфраструктура, покриена сцена, струја и така натаму. Да, ма тогаш разговараме за неколку илјадна публика, не за ограничени места, колку е залата во МНТ, 1000 души, 1000 и нешто. Па таа ни е нас мала во принцип. Се разбира дека е потребна за неколку луѓе од цела држава, може би од целиот регион, сигурен сум. Еве, немаме ни концертна сала, не достига. За сега не се гледа ништо од реновирањето ни на универзална сала. Тие концертни простори се неопходни затоа што потенцијалната публика не доаѓа само ради тоа што е најавено дека ќе се појави на сцената, туку сака да уживе и во да биде настан, самиот амбиент. Апсолутно. А се разбира дека е од поширок интерес да на ваков тип настани како што е ОФЕСТ доаѓа што повеќе публика, конкретно кога зборував за што ја символизира оваа така наречена world music сцена. За нас во Македонија е особено важно да покажеме свест дека ние припаѓаме на широкото семејство на народи од целиот свет, кои сите заедно се трудат да воспостават мостови, соработка и така натаму. Затоа што покрај оној главен символ на овој жанр, што го реков, има и уште нешто. Сепак оваа музика вкрстува различни традиции. Например, отварањето на фестивалот е дует на сенегалски кора мајстор и едно од најпознатите харфистки во сериозната музика, Катрин Финч. Значи, доаѓа до соединување, вкрстување на... Прв пат ќе свират заедно или настапуваат? Не, тоа е еден голем проект кој трае 10 години. Значи, во оваа музика се вкрстуваат корените и традициите на балканската музика, на африканската, на корејската, на сите видови музика, на колумбиската, тропикализмот и така натаму. Значи, се градат некакви музички мостови без никакви претходни условувања и така натаму. Добро. На овие теми по разни поводи, во разни прилики разговараме барем 30 на години, можда не баш 38 години, ама сигурно разговараме 30 на години. Се прават полесно или потешко овие фестивали кои секоја година ти ги произведуваш еве 18 години наназад 2 пати годишно? Во споредба со некои изминати години па и децении, ти станува се потешко или се полесно да ги правиш овие фестивали? Или може би не е фер прашањето, предпоставам дека има еден дел кој ти е полесен, има еден дел кој што ти е потешок. Па ако споредам со 90-тите години, например, сега е 5 пати потешко и за истиот обем на работа е потребно 5 пати повеќе време. Се прави се потешко и потешко до
ниво, јас го велам во последните 5 години, особено годинава ради некои специфични случаи, до ниво на невозможност. Јас, например, минатогодишниот джез фестивал, кој беше многу ексклузивен во својата програма, го работев со инстинкт дека ова ќе биде последен. Малку фалеше годинава да се откажеме од обата фестивали и за инат се направи оваа програма со верување во добра завршница, му ти треба и во нека финансиска конструкција да се дојде до нула, меѓутоа и оваа програма која е далеку посилна него минатите години, исто не можам да кажам дека нема да биде последна, ќе видиме понатаму. И сепак, Оливер, ти со години одбиваш да говориш за тие аспекти. Многу тешко те донесуваме во студио каде што критички би проговорил за, без разлика, за политики, за влади, за Министерство за култура и така натаму. Нели може би време да чукнеш на маса, бидејќи секако твојата, како да кажем, фестивалска кариера во смисла на институцијата која ја предводиш е позначена отколку разни политичари кои одат доаѓаат и политики кои одат доаѓаат во надлежните министерства. Не е ли време, може би веднаш од како ќе заврши овој фестивал, да почне една жестока дискусија за следниот да биде направен со некакви подобри околности и услови отколку да се мислиме дали овој ќе биде последен? Па сега, тука има 2-3 работи. Или можда тоа формулата со која што успеваш да преживееш во тешки времења? Не формулата со која овој джез фестивал преживеа во тоа што јас лично немам партиска книжка. Луѓето кои немаат партиска книжка се граѓани и ја така се чувствувам од трет ред. Не, ни од втор. Од прв ред се овие да власта, од втор ред се овие да опозиција, од трет ред. Дури е подобро и да си член на опозиција. Полесно тоа е од втор ред. Полесно ќе ти крена телефон во Министерството за култура. Па неверојатно е тоа што го говориш. Не ти крева телефон во Министерството за култура? Па сега, ја малку каригирам, иначе тешко крева телефон, тоа да не се лажеме. Инаку, кај ваквите фестивали се разбира дека и во светот има секој наидува на некакви проблеми, удари. Има партиски удари, например, карактеристична Австрија, Италија, да кога ќе се смени власт, мора да се сменат и тоа регионална директори на фестивали. Не сме ние единствени во тоа. Меѓутоа, генерално е да ваквите фестивали јавно треба да ја промовираат програмата, а не проблемите. А проблемите да се излезе, да се зборува за проблемите не е едноставно од една единствена причина. Прво, нема вистински соговорници. Кои знаат темата или? Во Министерството за култура. Например, сега тама нема ни раководител на сектор за музика, а со тие што водат музика, односно не водат музика, не може да дојдат на телевизија. Зашто ќе разговараат кога не знаат? Од друга страна, генерално културните работници, дури и директорите на националните установи, многу се молчаливи. Што јас сега ќе излезам, ќе зборувам или што сега јас тука да дадам своји забелешки на предложен закон за култура или така натаму, ќе си ќутам и важно ми е јас сум на тоа место и да не се закачам. Знам дека седиш во низа или си седел во низа бордови низ светот и Европа кои што се занимаваат со фестивали и така натаму. Некои од нив се најрепрезентативните кои што постојат во светот. Претпоставам дека би изгубиле долго време за да ги наброиме сите твои учества, искуства и така натаму. Како е во светот? Дали се фестивалите во нагорна или во надолна линија? Постојано се во нагорна линија и особено джез фестивалите и World Music фестивалите кои без исклучок, сите, има еден исклучок од джез фестивали, само еден фестивал во Хаг кој не се финансира од државни пари е профитабилна организација, меѓутоа тоа е Норци, тоа е посебна приказна. Добро, другите се сите помогнати од... Сите се апсолутно помогнати, без таа помош не може да екзистира. Се разбира, тука моето искуство е големо во членување во
двете организации. Едната е директно под капа од Европска унија, како генерален секретар и борд на директори. Јас често бев во Брисел, во оној дел Education и Culture. И бидејќи ние се собираме катадневно на разни места на состаноци, секогаш ги дискутираме културните политики. Европа, да ја земе, например, од аспект чисто правно-организационен, нема еден модел, негде и нема Министерство за култура. Понатаму, негде се регионалните министерства за култура поважни него централната, во зависност од големината на земјата, нивото на децентрализација. Така да таа правна регулатива е прилично шаренолика. Меѓутоа, и сите тие искуства кои ќе се соберат, па вклучно и од балканските земји кои се понапред од нас, Словенија, Хрватска, па дури и Србија во сегментот на култура, се тоа кој ќе се собере, тоа јас тоа подпишувам и гарантирам, има еден исправец на делување и организационен, во што се вложува, како се вложува, кои се правни субјекти, кој може да добие пари, кој не може да добие пари. Правците се сосема заеднички за цела Европска унија. Она што кај нас е карактеристично, аз се плашам не само во сегментот за култура, ама еве само за култура, она што ќе се види од годишната програма, последните две, па наназад и некои 5-6 други години најмалку, само што тогаш во тие 5-6 години сето тоа беше завиткано и скриено. Да. Сега барем ја има таа транспарентност да тоа иде отворено. Тоа се разбира еден позитивен ишекор, само со погрешни резултати. Значи, само кога се види годишната програма и ако се анализира добро, може да се заклучи дека ние тотално културата ја финансираме и организираме контра сите европски стандарди и движења. Што и не ме зачудува многу, оти сега тоа и македонскиот фолклор во последниве години, меѓутоа ние тука ќе мора еден рез да направиме по мене во сите области, затоа што од една страна ние направивме се за тие евроатлантски интеграции, направивме многу и со многу големи жртви, нели? При тоа, и тој дел е фантастично успешен, а од друга страна, се што работиме тука со ние домашни задачи, пред се со функционирање на систем, институции, затоа што Министерството за култура не е тука само што нема министер моментално, него не функционира како систем, распаднат е натре, има зошто, за тоа се анализира лесно. Од една страна, значи, тој меѓународен пробив го направивме, од друга, се што работиме на домашен терен, доволно веламе да се отвори годишната програма, е антиевропски. Колку зависи тоа од самиот министер, а колку е тоа резултат на некакви, како да кажем, вкупни вредности системи, дури независно од политички партии кои се на власт и во опозиција? Што е факторот кој тоа може да го промени? Се работи за некакво движење кое е неопходно или се работи сепак за политичко предводништво во кое што на еден начин ќе се зацртат и ќе се пробијат тие патишта? Ако системот функционира... Дали некогаш функционирал тој систем? Па ние министерство имаме од почеток на 90-ти години. За тоа прашувам, бидејќи си во континуитет ги знаеш. Пошто го имам добро искуството, можам да кажам дека неспоредливо подобро и функционирал во 90-тите години со тогашните министри и самиот почеток на следната декада, неспоредливо подобро и со неспоредливо поправилно или правилна распределба на средствата и тоа во ситуација со помали буџети. А буџетот тогаш бил 50% од сегашните. Сегашниот. И тука не е проблем
само до самиот министер и тоа знае да биде проблем и тоа ако функционира системот, министерот не може да направи голема штета. Меѓутоа, ако ние со секој министер кој доаѓа, Воведуваме нов систем. не воведуваме систем, него носиме, ќе дојде еден министер, како што беше и последнија 2-3 години, и ќе донесе некоја своја екипа од 30 на луѓе, од по критериуми кои во секој случај се немериторни, да не зборуваме како, а пред се партиски, со секакви можни врски, непотизми и така натаму. Последната година доаѓа нов министер, кој нели си даде оставка, и он носи 30 на луѓе по немериторен систем. Сакам да кажам, и министерот не е толку пресуден. Еве сега, кој да дојде, и најдобар човек да дојде министер, ќе си има големи проблеми. Внатре мора да постои хиерархија и стручни луѓе кои ќе ги водат областите. Што ако господинот Заев е вечерва во Словенија, дека се враќа утре од пат, што ако се јави и ти понуди место да бидеш министер за култура, Оливер? Мислам дека би ти доликувало на целото искуство и целиот, како да кажам, ме гледаш како да... Дали евентуално би прифатил таков ангажман? Баш затоа што си непартиска личност и баш затоа што имаш кумулација од познавање за културата. Ајде да видам која година беше. Ова не сум го кажал јавно. Ајде. 2001 пред изборите. 2002, практично 2002 беа изборите. 2002 Знаете кој беа до 2002? Така е, да. Лјупчо Георгиевски, и така. Од премиерот кој доаѓаше, ми беше понудено тако нешто и јас го одбив. И ме праша зашто, не разбирам, проблем е джез фестивалот или така натаму. Не. Имаш нешто против програмата на партијата и така натаму? Не, мене сите програми вака делува добро на хартија. Проблемот е што после 5 дена јас ќе треба да си дадам оставка, не согласувајќи се со практикување на власт. Оставка и на министерството место и на евентуално партиско место. А сега ни случајно не би прифатил. Затоа што толку е растурено Министерството за култура однатре, да, ја не знам кој како ќе може да го оправи. Јас уопште да се шегував, А второ, Министерот за култура мора да има поддршка од врвот на централната власт и мора да има самостојност, а не да мора да се почутуваат некои наредби кои доаѓаат од таа страна. Така било особено, значи не во 90-тите години, него во последните, да се почитуваат и спроведуваат наредби кои самиот министер знае дека не се во ред. Оливер Белопета, ова е само загревање за една дискусија која ќе ја правиме во еден подолг термин, веројатно со уште неколку твои колеги од културата. Нашето време за денеска истече. Пожелувам му добар оффест кој почнува за неколку дена во зградата на, ние би рекле на МНТ, бидејќи тоа беше сега опера и балет. И се надевам дека ќе се видиме наскоро, можеби откако ќе се направи ново министерско решение, да поразговараме. Тој што ќе дојде можеби ќе сака да чуе некој паметен збор од луѓе кои се разбираат во таа област. Па, благодарам на поканата и на моето вечерашно присуство и јас навистина апелирам не само до еден ТВ, туку и до сите останати медиуми да остапуваат повеќе време за културата, зашто таа е сепак, поготово на долг рок, многу важно. Културата е таа што ги воспитува новите генерации, кои после 10-20 години ќе треба да водат државата. А сега имаме невоспитување. Благодарам уште еднаш. Вие останете со нас, почитувани гледачи, бидејќи за, колку што гледам по часовникот, за 7 минути тргнуваме со централниот дневник на 1 ТВ. Јас сум Сашо Рановски, ова е понеделник, 1 ТВ, отворено студио.
New York looks an aching heart, a smile of Tennessee. You thought blue was violet, you were colorblind, I let you be. It was that you took it out on me. Hurt me, oh please don't stop. I want to play a part. You dance in circles, you hit a wall, white chalk drawing off your fall. I've been through all your shapes and forms, ladybug and owl with horns. You said it was tenderness, I felt naked yet overdressed. Maybe it's not meant to be, just take it out on me.